Тесио Тагол од Душекот ќе биде во црвен дрес, во син дрес е Псиларион, Романија. Псиларион е искусен и тој има настапувано на европските првенства. Ова би требало да биде една неизвестна борба, барем според имињата на борачите и државите од кои што доаѓаат, Бугарија и Романија. Би рекол две боречки нации. Бара активна борба, еве мина една минута, нема бодови. И он се обидува да ја преземе иницијативата. Тој постојано оди чекор напред, се подготвува за акција, еве обид за влез во нозе, не успеа. Обично по првиот ваков обид доаѓа и втор, но побрзо. Еве го доаѓа и до тој втор обид, но повторно не успева. Гази е опоменат, треба да биде поактивен. Помалку ќе истече и втората минута од првата рунда, поени нема. Премногу се резервирани, тактизираат, се чуваат и сега јавна опомена за Гази, бугаринот кој повеќе ја избегнуваше борбата. Сега има едно правило, во следните 30 секунди мора да преземе нешто бугаринот да поентира евентуално. Ако успее, нема да биде казнет. Ако не, противникот ќе добие 1 поен. Мина 30 секунди и може да забележите помалку се појавува тој 1 поен на синото поле за Јон Псилари. Казнета е пасивната борба на неговиот противник, на Гази. И сега крај на борбата во првата рунда, категорија до 86 килограми. Очигледно двајцата добро се познаваат, двајцата се цврсти борачи, двајцата имаат многу настапи на вакви турнири и никој за сега не се обидува да го преземе ризикот и прв вака посериозно да влезе во напад, во една офанзива за да поентира. Оно 1 поен е добиен благодарејќи на јавната опомена на Гази. Повторно проблеми со душекот. По завршувањето на оваа борба, до крајот уште 3. 2 во категорија до 97 килограми и 1 до 125. Псилари се обиде повторно. Никако не успева до крај да ја
изведе акцијата. Еве сега едно изненадување за него, контра на бугаринот и 2 поена. И пресврт. Поведува со 2-1. Гази. Јон Псилари беше изненаден од оваа контра на бугарскиот репрезентативец. Сега тој е наред да тргне во напад. Втора минута, втора рунда. Сега да видиме што ќе направи Ровалецот, дали ќе успее до крај со оваа акција, треба да притисне или да дојде зад противникот, меѓутоа овој го држи за десната нога, не му дозволува да се ослободи во така наречена сарма се двајцата и конечно се ослободува и поентира. Се ослободува и поентира. Јон Псилари освојува 2 поена, вкупно 3 води со 3-2 и натаму е во офанзива. Дали ќе има ауфрајзер и ја прекинува акцијата судијата. Предолго траеше ова акција, предолго беа во таа позиција и дојде до прекин повторно на почетната позиција двајцата борачи. Сега јавна опомена за Јон Псилари. Сега тој ќе треба да изведе акција, да поентира во следните 30 секунди, ако сака да не добие поен неговиот противник. Не успеа бугаринот, но затоа доби еден поен за претходната јавна опомена. Изминаа 30 секунди. Не успеа ништо да стори Јон Псилари во тој период и доделен му е поен. Имавме слична ситуација како во првата рунда. Во првата таков поен доби Јон, сега бугаринот гази. И сега консултација меѓу судиите. Таму доаѓаат и главните, нешто не е во ред, дали околу минутажата за доделување на оној казнен поен или не знам што, важно, дискусијата трае. А ние гледавме барем досега изравнета борба во овие 6 минути. Ова беше атакот на Гази и контраофанзивата на Јон Псилари. Сега таму судиското жири договара, ја гледа листата. Многу е битно кој ќе добие победата при овој нерешен резултат 3-3, зашто на ист начин ги освоија поените двајцата. Ретко доаѓаме во вакви ситуации во борењето, откако е востановено тоа ново правило. И може би токму поради тоа долго трае ова усогласување и прегледување на судиските листи, на бодовниот судија и на главниот судија.
Во секој случај помалку ќе го добиеме победникот во овој дуел, а победникот во овој дуел ќе биде тој што ќе го освои првото место во категоријата до 86 килограми. И еве сега конечно се договорија судиите, победа за Гази од Бугарија. Гази од Бугарија, бидејќи тој